Младите се наша иднина. Токму и затоа сите треба да се заложиме многу повеќе да им обезбедиме вештини кои што во иднина ќе им помогнат да ги одберат професиите кои иднината ќе ги донесе. Во ова издание на Приказна, ова е темата која што ја обработивме. Во претходните приказни веќе зборувавме за дигиталните вештини и за професиите кои што ќе произлезат од нив. Денес би сакале да го прошириме овој круг со професии кои што ќе ги наметнат обновливите извори на енергија, климатските промени и слично. Останете со нас. Живееме во време во кое технологијата диктира брзи промени кои го менуваат начинот на кој живееме, но и пазарот на труд каде забрзано се раѓаат нови професии. Кои се професиите кои ќе замрат, но уште поважно кои се професиите кои ќе бидат барани во иднина? Анализите покажуваат дека ќе се јави трансформација во областите на дизајнот, производството, управувањето и услугата. Овие измени ќе резултираат во промена на видот на работното место, стилот на вработување, барањата за нови знаења и вештини, односно до појава на нови професии. Истражувањата велат дека негде во 2030 година негде над 80% на работните места веќе денеска не се измислени уште, не знаеме како ќе изгледаат. Тоа се поврзува со образовните процеси. Значи, образованието веќе мора да биде пофлексибилна средина во која што ќе се прилагоди кон потребите на пазарот на трудот. Исто така е предизвик, не само кај нас. Веќе во светот се прават анализи, се прават акцијски планови, се прави инфраструктура, исто така се инвестира многу во тој пристап кон нов начин на образование. Вие знаете дека ние сме пред врата на индустрија 4.0, во која што се поврзува многу со вештачка интелигенција, со машинско учење, така да сите тие промени дефинитивно ќе барат нови вештини во кои што ќе ги има пазарот на трудот. Брзиот раст на вештачката интелигенција и машинското учење придонесува кон автоматизација која влијае на бројни организации низ индустриите, а се предвидува дека ќе влијае повеќе во иднина. Вработените стравуваат дека нивната безбедност на работното место се намалува, а организациите стравуваат дека нивните вработени ги немаат потребните вештини за одржување на бизнисот. Технологијата овозможува не само да се моделира најдобриот кандидат, земајќи ги предвид сите потребни вештини, туку и да се измери продуктивноста на секој вработен. Во блиска иднина ќе биде исклучително важно организациите да преземат активна улога во професионалниот развој на нивните вработени со надградување на вработените за иднината на работата. Автоматизацијата ќе ја забрза промената на потребните вештини за работна сила што ги видовме во последните 15 години. Најсилниот раст на побарувачката ќе биде за технолошките вештини. И пандемијата влијаеше врз потенцирањето на одредени професии кои сега, но и во иднина ќе бидат многу важни. Јас би рекла дека направи доста позитивни промени, најмногу за компаниите, бидејќи сватија кои се нивните можности во дигиталниот свет, нели оние компании кои што претходно биле можеби скептични да пробаат да се рекламираат онлайн, сега се многу посвесни, а сега кој отвори нови можности за доедукација на индивидуално ниво. Се повеќе луѓе гледаме дека се усовршуваат во дигиталните вештини, а со тоа им се отвораат и можности за работа и кај нас и во странство, бидејќи со дигитален маркетинг буквално сегде може да работите. За да се остане конкурентен на пазарот на труд, неопходни ќе бидат организацијските промени. Акцентот ќе биде ставен на процесите на доживотно учење. Ние како компанија имаме доста успешни соработки со голем дел од најголемите компании, би рекла, во државава, кои што го гледаат потенцијалот за дигитални маркетинг активности. Би рекла дека се уште сме малку спори, веројатно во тој да го фатиме чекорот со брзата промена во светот на дигиталниот маркетинг и технологијата. Меѓутоа ме радува што од друга страна па гледам дека се повеќе компании се отворени да примат совет, да вложат во едукација на нивните вработени во делот за дигитален маркетинг. Ние сме имале доста учесници каде што компанијата инвестира во нивниот развој, да дојдат да се едуцираат кај нас. Така што верувам дека сме на добар пат. Независната работа најверојатно ќе расте. Лидерството и човечките ресурси ќе мора да се приспособуваат. Тимот за човечки ресурси не само што ќе има огромно влијание врз целокупниот пазар на труд, туку ќе мора да развие сложени системи за процена и надградување на персоналот.
Во фокусот ќе бидат социјално осигурување, пензиско осигурување и пристап до други бенефиции покрај платите. Има едно тврдење што вика платата е демотиватор, но не е мотиватор. Што значи тоа? До одредено ниво платата, ако не ги задоволува основните потреби на вработениот, е клучниот мотиватор. И тука нели зборуваме за парични награди. За оние позиции што се над тој минимум, еве сега минималната плата беше актуелна, платата престанува да биде клучниот мотиватор. Сите сакаме да заработиме повеќе, но не се стимулираме со тие месечни бонуси на начин на кој што собствениците би очекувале. Вика, моја покачив платата и пак ништо, за 2 месеци пак е незадоволен. И се враќаме на оваа политика за човечки ресурси, која што офаќа многу мотивацијски фактори, дел од нив за чудо се и непарични. И не ги коштаат компаниите, не ги чинат компаниите финанси, туку малку поинакви пристапи во раководењето со вработените, особено младите генерации, кои што бараат малку партиципативен менеджмент, да се вклучени, да се прашани, наместо да им биде нели само кажано направи го ова и готово, не ме интересира. Новите професии не се појавуваат во сите индустрии и не сите професии се развиваат подеднакво брзо. Ке донесат можности значајни за родова еднаквост. Дигитализацијата во градежната индустрија отвори нови работни позиции, како што се BIM техничар, BIM специјалист, BIM менаџер и така натаму, кои што всушност бараат вештини можда кои што малку повеќе им лежат на женскиот пол, како што се трпение, око за детали, добра организација и така натаму. Со стекнување на дигиталните вештини, без разлика на родовата припадност, сите ние стануваме всушност конкурентни на глобален пазар. Така да има можност за ремоут работни позиции кои што се особено поволни за жените кои што се реализирале веќе како мајки, кои што сами сакаат да го организираат своето работно време, да се организираат околу децата и исто така да работат од удобноста на својот дом. Новите интензивни индустрии се развиваат динамично, додека традиционалните, например, земјоделството, градежништвото, енергијата, рударството, транспортот, се развиваат побавно. Ова значи дека во првиот случај забележуваме појава на нови професии, а во вториот зачувување на старите. So it is about creating new jobs, short, mid and long term, with all these investments coming in that field that will create certainly a variety of jobs, but also the transition. When you think about the agriculture will need to become more sustainable. This will require a different profile. We will need to move into more biological, more organic branches instead of mass production, where currently a quarter of our food is thrown away. Во новото време, стабилното вработување ќе биде се поретко, па затоа влогот на овој пазар е голем. Се соочуваме со брзи промени кои што се случуваат во општествата. Технологијата носи промени, но од друга страна се соочуваме со климатските промени, со потребата од обновливи извори на енергија, со енергетска криза. Сите тие налагаат и промени на вештините, односно професиите во иднината. Кои се предизвиците кои што во таа насока ги носи новото време од аспект на професиите на иднината? Еве, овие фактори кои што ги набројавте, плюс проблемите со оној синџир на снабдување, јас би рекол се каталитички фактори кои што ќе ја забрзаат примената на новите технологии со акцент на дигиталните технологии во економијата, во управувањето и така натаму. Како вовед би сакал да се навратам на некои заклучоци од настанот недела на вештините за идните работни места, кој што пред 3 месеци беше организиран од страна на Програмата за развој на Обединетите нации овдека во Скопје. Тоа беше тридневен настан на кој што присуствува експерти од најразлични области. Неколку пати за време на настанот имав можност да слушнам еден многу интересен исказ, а тоа е дека дигитализацијата и дигиталната трансформација не се прашање на избор, туку се прашање на опстанок. За да не изгледа тоа само како клише, да не звучи како клише, морам малку да појасниме. Технологиите од секогаш влијаеле на моќноста, значи на
способноста да се произведе повеќе за помалку време. Дигиталната технологија драстично го зголемува тоа. Со тоа што ставаме акцент на ресурсите, значи да се произведе повеќе за помалку време со помалку ресурси. Тука се вклучени неминовно и човечките ресурси како фактор. Дигиталните технологии предизвикуваат драматични поместувања на пазарот на трудот. Многу професии ќе претрпат измени, а со тоа и вештините со кои што тие треба идните работници да ги поседуваат и да ги применуваат за време на работниот процес. Најновите истражувања покажуваат дека во следните 10 години во Европа ќе се отворат некаде над 90 милиони работни места. Вака, генерално тоа звучи убаво. Меѓутоа, ако се категоризира оваа статистика по економски сектори, ќе се забележи дека во одредени сектори некои занимања сосема ќе исчезнат. Во други пак ќе бидат заменити, меѓутоа со вештини кои што се тесно врзани со дигиталната технологија. Најголеми поместувања ќе има во мануфактурата, во производство, мануелното производство и во земјоделието, каде што под влијание на примената на роботиката многу процеси ќе бидат автоматизирани. Тоа ќе наметне познавање на многу нови вештини од страна на луѓето кои што ќе работат во овие сектори. Тоа става акцент и на едно друго прашање, а тоа е динамиката на обновување на вештините. Затоа што додека до пред 5 години анализите повеќе се водеа од аспект на предвидување за идните занимања, тоа во последните неколку години е надополнето и со предвидување за вештините кои што треба да ги поседуваат вработените. Колку во таа насока ќе биде значајно образованието, бидејќи образованието се уште не е на некоја статус-кво ситуација во која што како да немаме волја да сватиме дека некои вештини ќе мора да ги вметнеме, некои нови начини на учење ќе мора да се применат? Да. Програмата за развој на Обединетите нации има, да кажем, антиципаторен пристап во однос на помошта што ја дава на нашето општество. И тоа се гледа со последните активности преку двата проекти, премостување на јазот помеѓу вештините и работните места и поврзување на дигитализацијата и вештините за идните работни места. Тоа се два проекти кои што токму делуваат во таа насока. Идејата беше да се врз база на добри анализи да се види во која насока ќе оди развојот на вештините во неколку економски сектори. Првично беа замислени текстилната индустрија, обновливи извори и градежништво, а потоа со проектот поврзување на дигитализацијата и вештините за идните работни места беше додаден и земјоделскиот сектор, што испадна како добро предвидување, имајќи во предвид што се случува на глобален план во последно време со политичката нестабилност и нарушувањето на синџирите на снабдување. Како резултат на тие анализи, идејата е да се обезбедат обуки за идните професии во овие сектори. Тоа ги опфаќа не само луѓето кои што бараат работа, туку и оние кои што веќе се вработени во овие сектори со цел да стекнат вештини кои што се клучни за нивната работа. Еден пример, доколку имаме намера да градиме, например, фотоелектрични централи, тогаш ќе ви бидат потребни вработени кои што ќе знаат да оперираат, да мониторираат, да дизајнираат. Исто така, во делот на обновливи извори на енергија, потребно е да тоа е еден вид на
хоризонтална проблематика заедно со градежништво, ако сакаме да заштедиме енергија, изградбата на градби кои што заштедуваат енергија или така наречени nearly zero energy buildings, тој концепт за имплементација на тој концепт потребни се сосема нови работни места и вештини. Би сакала да се навратам на моментот градежништво. Во светот веќе има многу промени на професиите кои што се поврзани и баш се користат тие податоци кои што ги нудат овие дигитални алатки. Колку кај нас тоа се практикува, ми се чини дека се уште ние сме некако малку поназад или заостануваме. Јас немам таков печаток, морам да признам, затоа што еве преку BIM технологијата веќе наши компании работат за наградежни проекти глобално во светот, во Австралија. Дали ги има во Македонија? Тоа ми беше суштината. Тоа е главното како момент. Тоа веќе примената на тие технологии во Македонија, мислам дека во право сте тука на некој начин заостануваме. И треба да се зборува на таа тема за да се подигне свесноста за придобивките од примената на таквите иновативни пристапи во градежништвото. И тоа е поврзано и со зелената транзиција на овој сектор, на транспарентноста и одржувањето на градбите. Некои од традиционалните професии на кои што сме навикнати кога е во прашање земјоделството буквално ќе исчезнат, ама ќе има дел кои што ќе се модифицираат. Колку во таа насока веќе имаме некакви податоци за да знаеме колку нашите земјоделци се подготвени да го прифатат тоа како новина која што сакали или не ќе се случи? Да. Ние овој момент го антиципиравме и од тие причини како програма за развој на Обединетите нации веќе имавме интервенции во таа насока со цел да полесно да ја олесниме транзицијата на постојните фармери и компании во земјоделскиот сектор. И во рамките на двата проекти кои што ги спомнав, имаме намера да ја надградиме платформата Skills for Future со електронски сервиси, онлайн сервиси кои што ќе бидат од корист за земјоделците. Тоа е една работа и верувам дека наскоро ќе излеземе со конкретни резултати на таа тема. Другиот момент е што како поддршка на јавниот сектор направивме концепт за дигитализација на земјоделието. Документот е изработен, наскоро ќе можеме да позборуваме понашироко за резултатите. Меѓутоа, еве, како еден многу интересен податок е дека тој концепт јасно дава јасна представа за платформата, дигиталната платформа за поддршка на земјоделието. Следниот чекор е операционализација на таа платформа како информатички систем кој што ќе биде од корист за фармерите, за истражувачите, исто така за компаниите и за јавните институции. Би сакала да го опфатиме и моментот на организација. Колку организационите шеми ќе се менуваат во зависност од промените кои што ги носат професиите кои во иднина ќе постојат, а оние кои што анализите укажуваат дека ќе исчезнат, колку тоа ќе менува структурата на организационата поставеност на компаниите? Да. Тоа е интересно прашање, затоа што обновувањето на вештините за било која професија денеска има по-висока фреквенција. Она што го знаеме денеска за 1 или 2 години веќе е неприменливо или е делумно применливо. И затоа фреквенцијата на обновување на вештините се зголемува. Мораме да интервенираме во таа насока на подигање на свеста на сите граѓани дека треба постојано да работат и да инвестираат во своите знаења и вештини, а исто така и на компаниите кои што треба да овозможат континуиран професионален и кариерен развој на нивните вработени. Се почесто се зборува за 4-дневна работна недела. Јас би рекол дека пак ќе биде 5-дневна работна недела, со тоа што петтиот ден
ќе биде наменет за професионален развој и обновување на вештините и знаењата. За крај, кои се професиите кои што ќе ги имаме во иднина и на сметка на тоа кои се професиите кои што ќе исчезнат и како во нив да го препознаеме и да го антиципираме стравот на многу вработени дека во иднина ќе го нема нивното работно место? Да, правени се на глобално ниво, правени се повеќе анализи за тоа кои професии ќе бидат непотребни, а кои нови професии ќе се појават во економијата. Има едно многу интересно истражување водено од наш научник во Швајцарија, која што заедно со нејзиниот тим се обидува да развие систем базиран на вештачка интелигенција кој што ќе направи револуција во правниот систем и во судскиот систем. На тоа се надоврзува една изјава на еден извршен директор на една голема европска компанија, кој што при неколку години изјави дека, односно им препорача на младите да бараат други професии, дека правната професија ќе нема да биде толку актуелно и ќе има намалување на бројот на вработени кои што ќе се занимаваат со правната професија, баш од тие причини што вештачката интелигенција нуди многу моќни решенија за изведување на работните процеси. Исто така, тука се загрозени некои од работните места во банките. Преминот на безготовинско работење, тоа ќе го забрза. Сметководителите, фармерите и други професии се загрозени. Меѓутоа, тоа не значи дека целосно ќе исчезнат. Луѓето мора да ја едноставно да искористат шансата што ја нудат дигиталните технологии за учење, бидејќи и надградба, професионална надградба, бидејќи никогаш во историјата на човештвото не било толку лесно да се учи и луѓето да се надградуваат професионално. За неја велат дека ја представува женската сила и истрајност, желбата за рушење табуа и граници. Новите технологии се нејзина страст, а пловењето низ нови неоткриени светови нејзина дополнителна мотивација. Јас во изминатива 10 години со нима Бизнес Акселераторот работам со многу млади стартап основачи, предприемачи, значи луѓе кои што едноставно сакаат да отворат собствен бизнес, да се пронајдат во тие води. Работам со млади и од Македонија, меѓутоа и од странство, па и од Америка, и можам да направам споредба околу тоа какви се можностите кои што се нудат таму и се нудат кај нас. Она што на некој начин ме поттикна да истражувам во оваа насока беше што многу често се среќавав со млади од ги викаме less connected innovation екосистем, значи екосистеми кои што се уште во фаза на развој, како што и нашиот и системите од регионот, каде што младите, иако имаат иако имаат висок потенцијал, не успеваат целосно да го реализираат, односно не успеваат да добијат соодветни инвестиции, понатаму да го пласираат својот производ на светски рамки, додека многу почесто млади кои што имаат сличен, а често пати понизок потенцијал од нив, успеваат во ова само заради тоа што се наоѓаат во подобро поврзан екосистем, во поразвиена земја, и тоа некако, нели како некој кој што доаѓа од помала земја ми пречеше. Сето ова било причина за Ирена да почне да истражува кои се тие млади луѓе кои имаат предиспозиции да успеат од било каде, односно како помалите земји подобро да ги препознаат и фокусот да го насочат токму кон нив, додека се уште се млади, се со цел да им ја пружат целата поддршка за успех понатака. Запишав и докторат од септември месец, ќе бидам на Универзитетот на Јорк во Британија, кој што имаат сега и лабораторија во Солун, добив и целосна стипендија за моето предолг истражување во оваа насока, многу беа заинтересирани за темата. И ќе работиме на откривање не само бихевиористички маркери, туку и невролошки маркери. Начинот на кој што ќе се работат истражувањата, потоа сакаме да направиме комерцијален производ, е да се креира еден кастомизиран, да го кажам, уред, кој што ќе вклучува
кој што ќе вклучува виртуелна реалност, односно 3D научари и прилагодена капа со само неколку сензори. Иницијално ќе истражуваме 128 сензори, за да заклучиме кои се 3 до 5 клучни сензори со кои што понатаму ќе се работи, ќе може да се прават побрзи тестирања на младите кои што имаат ваков тип на амбиции. Она што е исто специфично, што невронауката се повеќе доаѓа до сознание дека и повозрастните имаат способност да го развиваат својот мозок и да ги развиваат своите потенцијали и на возраст над 20 години. Тоа се вика neuroplasticity, односно невропластичност. Така што, освен во детектирање на потенцијал кај младите, ќе работиме понатаму и во негово развивање преку неурофидбек и преку овој уред што сакаме да го развиеме. Интересот на научниот дел за нешто вакво е многу голем, додава Чаушевска-Даниловска. Интересот на научниот дел е многу голем, значи многу брзо реагираше универзитетот кога слушна идејата, многу брзо доделија целосна стипендија. Меѓутоа веќе имаме интерес и од инвеститори кои што би сакале да го финансираат и самите истражувања, а понатаму и развојот на продуктот, затоа што потребно да се тестираат што поголем број на луѓе од голем број земји од светот, за да можеме да имаме репрезентативни материјали, да се креира продукт кој што ќе биде применлив во пракса. Јас долго време на оваа проблематика работам и посложена ситуација сигурно немало. И ако се следат сега сите мерки што се превземаат на оваа тема, почнувајќи од Обединетите нации, КОП конференциите, последната во Глазгов, понатаму директивите на Европска унија, регулативата на Европска унија, сите тие кажуваат дека посложена состојба немало и последниот пред месец дена се вика REPower, тоа е најновата мерка на Европска унија, каде што ја крстуваат соларната енергија како крал на енергијата. И баш со таква дефиниција ставаат соларната енергија, значи соларната енергија е една од најактуелните и еден од најчистите и начините како да се реши ова. Сега се поставува прашањето. Добро, ама тоа треба да се реше најбрзо што може, а тоа може да се реше освен со технологиите за кои што верувам че кажеме нешто, а исто така и со квалификувана работна рака, ова што вие ме прашате. Соларната асоциација на Македонија, која што постои повеќе од 16 години, во последните неколку години интензивно работи на едукација, сертифицирање и доделување дипломи на кандидати за баш на оваа проблематика. Инсталатори на фотоволтаици, инсталатори на соларни термални колектори и инсталатори на така наречени најновите хибридни фотоволтаични термални колектори. Соларната асоциација е верифицирана од Министерство за образование и наука и од Центар за едукација на возрастни и исто така ние воведовме 3 нови занимања како соларна асоциација заедно со овие институции, а тоа се баш фотоволтаици, фототермали и термали. Ако се погледнат прегледите на интернационалната енергија, асоциација за енергија, или ако се погледнат извештаите на Интернационалната асоциација за обновливи извори на енергија, тоа се највисоки светски асоциации, тие пишуваат во сите своји репорти дека недостатокот на работна рака, квалификувана работна рака, ќе биде огромен проблем. Сега, само колку да имате представа, само за наредните 20 до 30 години ќе требат нови 20 милиони квалификувани работни места за соларната енергија. Повеќе од 20 милиони за енергетската ефикасност или сите заедно над 50 милиона со сите обновливи извори на енергија. Тоа е огромен проблем, но исто така и огромен предизвик за младите. Јас сум задоволен затоа што младите го препознаа овој проблем со едукации, сертификации. Па ние сега на годишната конференција пред
една недела што ја имавме на Соларната асоциација, 150 присутни имаше таму и тоа сите беа млади, најголем дел млади инсталатори, професори. Значи ние како асоциација ја членуваат кај нас сите профили. Со еден збор, врз основа на таа конференција и врз основа на се што се дискутираше, можам слободно да ви одговорам дека ја препознаа младите и тука има огромен потенцијал за младите во иднина. Електронските уреди ќе ги заменат професиите каде луѓето вршат монотони работи. Што во таа насока ви донесуваме во артикулација, проверете сега во приказна. Прогнозите до 2030 покажуваат дека меѓу најбараните професии ќе се најдат и оние од областа на здравствената грижа и нега, меѓу нив лекари, медицински сестри, физиотерапевти, асистенти за домашна и лична нега. Медицинскиот персонал ќе се бара во иднина затоа што населението во многу земји старее, особено во домовите за возрастни лица ќе бидат неопходни многу негователи во годините кои доаѓаат. Брендирањето на имиџот на социјалните мрежи се развива и станува многу важен дел. Социјалните мрежи се важни за поединци и компании, тие вложуваат во нив и затоа ќе бидат неопходни кадри кои ќе работат во овој сектор. Ова ќе ја зголеми потребата за стилисти, нутриционисти, лични тренери и слично. Работа ќе има и за пластични хирурзи, затоа што живееме во време кога визуелниот изглед е многу важен. Веб инженерите ќе може добро да заработат. Огласувањето на интернет ќе го истисне класичното огласување. Економија за грижа на корисници на локално ниво представува проект кој на жените им дава можност да се обучат да работат и истовремено да учествуваат во испорачување на социјални услуги. Што значи економија за грижа? Значи, конкретно значи процес во кој што најголем број од невработените лица кои што се наоѓаат во агенцијата за вработување, пред се тоа се жени кои што можат да понудат како работна сила да бидат асистентки или негователки, можат да си го најдат местото во оваа рамка, односно во овој повик, каде што и ние како невладина организација пристапивме и сакаме да формираме во Велес на локално ниво социјална сервисна услуга која што ќе биде од помош и корист на лицата со попреченост. Имено ние како невладина организација ќе ја спроведуваме социјалната сервисна услуга одмена на семејна грижа за лица со попреченост и грижа за лицата со мултиплекс склероза. Ова е одлична можност за сите кои досега не успеале да се најдат вработување, додава Златева. Самата мерка нуди можност тие да се доквалификуваат, односно да се дообразуваат, заради тоа што сите оние кои што ние ги избравме како потенцијални асистенти и негователи во периодот кој што следува, најнапред поминуваат една обука, потоа самите добиваат лиценца за работа, а ние како невладини организации исто така треба да пристапиме кон процесот на лиценцирање и потоа да почнеме да ја пружаме услугата на локално ниво. Она што е добро е тоа што Агенцијата за вработување заедно со Министерството за труд и социјална политика и Швајцарската агенција, значи за обнова и развој и UNDP секако, ни нудат можност за првите 10 месеци редовно вработување на сите оние кои што ќе бидат дел од социјалната сервисна услуга, односно на давателите на социјалната сервисна услуга, а тоа значи дека секое лице кое што ќе биде вработено во првите 10 месеца, средствата за плата со платени придонеси и се она што треба, што го бара нашето законодавство при процесот на вработување, ќе бидат исплатени од оваа мерка. Невработените лица кои ќе се вклучат во оваа програма на долг рок ќе бидат од голема корист за заедницата и ќе овозможат помош и поддршка на нивните сограѓани, на кои таа им е најпотребна. Исто тоа ќе им го направат животот поубав и посреќен. Аналитичарите постојано прават истражувања за да откријат кои се професиите кои ќе постојат во иднина, но и кои се професиите кои ќе исчезнат. Што во таа насока откриваат нивните факти, проверете сега во приказна. Се верува дека дури 75 милиони од тековните работни места ќе бидат променети така што работните задачи ќе бидат поделени меѓу луѓе, машини и алгоритми, а се очекува да се појават 133 милиони нови работни места. The past months, years have shown
that any profiles that relate to this topic have an enormous absorption rate on the market, on the job market. But it also needs to be clear, and that it's not about only about new jobs created, but it is also about a transfer of jobs, a transfer of type of jobs, on how we will work in the future. And for this we need already now to start to prepare, because to avoid being surprised afterwards. And this is why we are also looking into the educational systems. What profiles do students need to be taught to be able to perform those jobs afterwards? Because this is not an overnight achievement to come to that knowledge. По сектори, најголем раст ќе доживеат обновливите извори на енергија, податоци и здравствена заштита, при што ќе се истакнат сервисни техничари за турбини на ветар. Побарувачката за оваа категорија работници се очекува да скокне за 68,2%. Во градежништвото БИМ ќе донесе бројни придобивки за оние кои учествуваат во реализација на проектите, но и за тие кои ќе управуваат со градежните објекти. BIM или Building Information Modeling представува основата на дигиталната трансформација во градежниот сектор. Тоа е процес во кој што се креираат и менаџираат информации за еден градежен објект во текот на целиот негов животен циклус, што значи од фазата на планирање и дизајн, па се до фазата на изградба, менаџирање и одржување на самиот објект. Така да тоа е високо колаборативен процес помеѓу сите инволвирани страни прво во фазата на проектирање, кои што соработуваат на една BIM платформа и работат заеднички во рамките на еден 3D BIM модел. Значи, архитектите, градежните инженери и сите други градежни професионалци кои што се инволвирани во текот на проектирањето го користат истиот BIM модел. Со тоа се намалуваат грешките и непредвидливите ситуации кои што би можеле да настанат во текот на изведбата на еден објект. Подоцна, BIM процесот може да се користи во фазата на менаџирање и одржување на веќе изградениот објект, со тоа што на собствениците им е достапна платформата, им се достапни сите информации кои што ги содржи BIM моделот и врз основа на информациите што се достапни, тие можат да донесат издржани и свесни одлуки за менаџирањето и управувањето на самиот објект. Електронските уреди ќе ги заменат луѓето онаму каде работата е рутинска и монотона. Во тој поглед, вештачката интелигенција ќе има значајна улога. Се верува дека во иднина ќе има уреди или роботи кои ќе штетаат кучиња, ќе се грижат за болните, за растенијата во градината и слично. Роботиката не е исклучена ни во медицината. Прогнозите се дека електронски уред ќе може да ја одредува дијагнозата, ќе дава препораки и ќе спроведува операции. Нанотехнологијата ќе се користи при проучување на материјалите на молекуларно и атомско ниво. Наука за податоци и анализа на податоци ќе биде многу значајна во иднина. Факт е дека Македонија е конзервативна во многу полиња, пред се во она што е ново, во кое што не знам, ќе треба да се ангажира тим на луѓе кои што ќе треба да ги променат навиките, нивните погледи и така натаму. Така да во Македонија интересот е многу помало тоа што се случува практично во Србија, дури нас најголемите проекти ни се во Србија од клиенти кои што се отворени за такви нови методологии, кои што не само што се отворени кога ќе им ги понудиме, туку и настапуваат пред нивните партнери, дајте ни нешто иновативно, дајте ни нешто кое што ќе не натера и ние сами да се развиеме. Во Македонија за жал го нема тој став. Многу мал број на компании и поединци, луѓе кои што се бават во област на маркетинг, сака да пробаат нешто што е и во област на неуромаркетинг. Научниците за податоци се и ќе бидат барани од работодавците низ целиот свет. Науката за податоци не само што е одличен пат во кариерата за професионалци во дигиталното време, туку и побарувачката е многу поголема од понудата, што ги става на место за многу полесно наоѓање на работа. Новите професии вклучуваат улоги како што се аналитичари на податоци, програмери на софтвери и апликации и експерти за e-трговија и социјални медиуми, работни места кои се значително засновани и подобрени преку употреба на технологија.
Денес слушнавме интересни приказни, но и интересни информации кои што укажуваат кои се професиите во кои ќе треба да посветиме малку повеќе внимание. Веруваме дека во таа насока ќе помогнеме за да се развијат вештините кои што ќе бидат потребни за нив. Довидување до следната приказна.